Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Утрово, кога се слушнав со брат Борче, ми порача да ве поздравам од негово име. Овој пат тој е болен. Го посакуваме брзо заздравување. Своевремено, некаде пред повеќе од година дена, ни беше кажано од страна на еден брат да посветиме малку повеќе внимание на библиските пророштва. Во тој период, особено во текот на 2011 година, барем јас бев многу повеќе ориентиран кон новозаветни теми, теми поврзани со благодатта, со Евангелието, и некако не бевме на таа фреквенција да зборуваме за пророштвата, иако од време на време имаше по нешто во врска со библиските пророштва, но не беше тоа. Затоа можам да речем дека ако даде Господ живот и здравие, почнувајќи од оваа сабота, ќе продолжиме и наредната, ќе зборуваме ова пролет малку повеќе за библиските пророштва. Се разбира оние што се актуелни за наше време, за последното време. Но на самиот почеток ќе се запознаеме со азбуката за толкување на истите. И бидејќи последен пат зборував за бројките од 6000 години, би сакал да продолжам, да се надоврзам на истите. Најнапред мало објаснување за, како што забележав, малата нејаснотија во врска со 6000 години, ако некому не му беше многу јасна тогашната проповед, само накратко би сакал да повторам. Ге се подсетиме на Второто Петрово послание, 3 глава, Второто соборно послание на апостол Петар. Во ова послание апостол Петар им се обраќа не на христијаните од негово време, не на христијаните што ќе живеат 1000 години после него, туку се обраќа исклучиво на христијаните што живеат 2000 години после него. Значи, исклучиво на генерации верници што живеат во ова наше време, така да го наречеме. Зошто? Бидејќи дури во ова наше време постојат и услови за да се јават подигрувачи или подбивачи, што не веруваат во второто Христово доаѓање и навистина во последниве 2 века барем и постоеле и постојат такви неверници и такви, како што се наречени, подигрувачи. Значи, требало да помине многу време од првото Христово доаѓање, за да се создадат услови некој воопшто да се сомнева во тоа дека Господ повтор пат ќе дојде. За првите христијани второто Христово доаѓање беше многу блиско и реално и се разбира, ако се исполнеат сите пророчки услови, тоа можело да се случи било кога порано. Можело да се случи во првиот век. Можело да се случи пред 1000 години. Можело да се случи пред 100 години. Господ не е ограничен. Меѓутоа, поминале 1000 години, тогашниот христијански свет бил зафатен од една треска, дека може би на крајот од 1000 години ќе дојде повтор пат Христос, и затоа пред 1000 години постоеше една голема еуфорија во врска со второто Христово доаѓање, најмногу поради теологијата на блажениот Августин, како што се нарекува во христијанската литература, кој што буквално толкувал дека периодот од 1000 години што е споменат во Откровението е периодот помеѓу првото и второто Христово доаѓање. И затоа луѓето, размислувајќи така, очекувале Христос да дојде повтор пат на крајот од 1000 години. Но
Петровата порака не е упатена ни на тие генерации, значи генерации кои што сериозно го сваќале второто Христово доаѓање и реалната можност тоа да се случи во нивно време. Тука е упатено за денешната генерација, значи уште 1000 години подоцна, кога денеска светот живее повторно во слично неверство во какво што се наоѓал во апостолско време, во првиот век. Значи денеска живееме во едно ново паганско општество. Не живееме денеска во христијански општества. Никој денеска не е христијански народ. Сите се денеска пагански народ. Зошто го велам тоа? Затоа што денеска целиот свет живее со една нова паганска култура. Може би постојат држави каде што значи се живее во некаква исламска култура, значи се забрануваат паганштините кои што владеат со останатиот дел од светот. Меѓутоа не постои држава која што живее со христијанска култура. Денеска тоа не постои. Денеска живееме во едно ново паганско општество. Денеска живееме во едно неверство. Денеска сме обкружени со неверство од сите страни. Дури од самите официјални институции, училиштата и така натаму. Се предава неверство, се пропагира неверство, гледаме и слушаме неверство и сето тоа поврзано се разбира со паганскиот неморал. Значи, само во вакво време во какво што ние живееме, од прилика 2000 години после Христа, можело да стане збор и можеле да се јават и се јавиле подигрувачи кои што не веруваат и отворено ја порекнуваат можноста Христос повторно да дојде. И ако е тоа така, тогаш која беше Петровата порака за оваа генерација на неверни христијани, така да ги наречеме? Значи, токму во наше време, кога поминато е значително многу во споредба со обичен човечки век време од првото Христово доаѓање, 2000 години не се малку, во ова време и за ова време апостол Петар напишал, почнувајќи од 3 стих во 3 глава од второто послание: најнапред знаете го тоа дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти, значи совршен опис на денешното време, живот според нашите телесни похоти. Ќе велат, каде е ветувањето на неговото доагање? Значи, овде го препознаваме нашето време во библиските пророштва. Пред 1000 години не постоеле вакви луѓе пред 1000 години. Пред 1000 години сериозно верувал христијанскиот свет во второто Христово доагање и се плашеле повеќето од реалноста на такво нешто. Пред 2000 години во апостолско време, иако тоа било паганство и повеќето народи се уште не биле евангелизирани, сепак во самата црква никој не се сомневал во второто Христово доагање, а и првото бидејќи било блиску, свежо во нивните сеќавања, не постоеле причини некој да се сомнева или можеби да го доведува во прашање дали тоа навистина ќе се случи. Се уште биле живи сведоците што го виделе воскреснатиот Христос, што ги виделе неговите чуда, значи верата можела да биде многу јака, без да постои простор за некое сомневање. Но денес живееме во време кое што е совршено опишено со овие Петрови зборови. Значи, тие ќе велат подигрувачите каде е ветувањето на неговото доагање. И ова не е опис на светот, туку на христијанскиот свет, кој што се паганизирал. Значи, денес христијанските народи станале пагански народи. Зашто откако татковците наши изумреа, се си стои така како од создавањето на светот. Петар продолжува и вели, тие намерно забораваат дека небесата и земјата отпорано беа создадени од вода и преку вода со силата на Божиото Слово, преку кое тогашниот свет загина, потопен од вода. И ова е денес одлика на денешните генерации. Која е таа одлика? Тие намерно забораваат. Значи, денешниот свет намерно не сака да знае
не дека не може да знае, сите докази постојат и надвор од Библијата, во сите карпи, во сите фосилни остатоци, дека на земјава имало всеопшт, универзален потоп, меѓутоа, тие намерно забораваат, вели апостол Петар. Значи, намерно денешниот свет не сака да верува во Библијата. Намерно не сакаат да веруваат во Божието Слово. Совршен опис на денешната цивилизација. Тие намерно забораваат дека небесата и земјата од порано беа создадени од вода и преку вода со силата на Божието Слово, преку кое тогашниот свет загина потопен од вода. А сегашните небеса и земјата, пазени од истото Слово, се чуваат за оган во денот на судот и погибелта на нечестивите луѓе. И сега, која е пораката за верниците, кои што живеат во ова време? Таа ја повторуваме. Но внимавајте, возлюбени, да не го изумите само тоа. Сега немојте вие да изумите. Значи, немојте вие, верниците, да изумите. Дека за Господ еден ден е како 1000 години, а 1000 години како еден ден. Зошто сега, зошто е апостол Петар ги кажува овие зборови? Како прво, што сака да каже со ова? Дека за Господа не постои фактор време. Меѓутоа, сепак, пораката е нешто друго. За Господа точно не постои фактор време. Но зашто се споменуваат 1000 години? Тој може да каже и 1.000.000 години, не се ништо за него. 1000 години се споменуваат, бидејќи тоа е пораката што се однесува до нас. Ние денес живееме на крајот од 6000 години на оваа планета, кои што представуваат една паралела на 6 дена од создавањето на светот. Споменавме, ако Христос како сонцето на правдата дошол во 4-тиот ден, или по 4000 години, неполни, тогаш, кога треба да го очекуваме второто Христово доаѓање и крајот на овој свет, ние што сме денес, на крајот од 6000 години. Затоа што, или на почетокот на 7-миот милениум, 7-миот период од 1000 години, затоа што тој ќе одговара на 7-миот ден. Тој ќе одговара на животот што спасените ќе го поминат заедно со Христа во новиот Ерусалим. Значи, времето не може понатаму да се одложува. И затоа овие дни се наречени последни дни, или ние сме последна генерација. Иако поимот генерација може различно да се толкува, сепак, еве се уште се живи некои, кои што живеели во времето на Втората светска војна, а светските војни беа споменати како почеток на знаците во Христовото пророќство, Христовиот пророчки говор. А ние живееме и во време кога се случија оние цунами, оние бранови кои што Христос ги споменува при крајот на својот пророчки говор, непосредно пред да се случат знаците на небото, затемнување, надприродно затемнување на сонцето, месечината да се претвори во крв и звездите небесни, односно да испопаѓаат на земја, да настанат катастрофални појави на во самото небо, во самата Вселена, во околината на нашата планета или во нашиот сончев систем. Сега би сакал да верувам дека ова го разјаснивме, значи зашто 1000 години е еден ден, зашто еден ден 1000 години, значи 6 дена на создавањето, после кој се следи 7-миот, е земен како еден урнек, така да речам, за 6000 години трајање на овој грешен свет, после кој следи 7-миот милениум во Божието царство.
Да отвориме сега во книгата на пророкот Осија, и ќе прочитаме едно пророштво кое што било дадено некаде 7 века пред Христа. Пророкот Осија е современик на пророкот Исаија во еден дел од својот живот. Пророкот Исаија прв пат во седмата глава од својата книга, пророкот Исаија прв пат пронесува Божја порака за тогашната генерација на Божиот народ, на конкретно јудејскиот цар Ахаз, дека Господ има намера да го прати својот син на земјата уште во тоа време. Меѓутоа, Ахаз покажува неверство кон Божиото Слово, или сомнеш, и понатаму никаде не читаме дека некаде во тоа време Господовите зборови дека девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, не читаме никаде да се исполниле во времето на царот Ахаз или во времето на пророкот Исаија. Или во времето кога контекстот бил големата политичка криза што се случила заради инвазијата на Сирија и Северното царство Израел, и потоа инвазијата на Асирија, која што ќе биде казна за сите три. И за Дамаск, и за Сирија, и за Северното царство Израел, значи за Самарија, каде што се наоѓала престолнината на Северното царство, и за Ерусалим, за Јужното царство, или Јудиното царство. Зошто? Бидејќи и Јудиното царство покажало неверство кон Божјата реч. Значи, асирската војска ќе биде казна за сите три држави, но никаде не читаме во Библијата во тоа време да се исполниле зборовите кажани преку Исаија дека тогаш Господ ќе го испрати својот син. Девица ќе зачне, ќе роди син и ќе го наречат Емануел. Господ можел тогаш да го испрати својот син? Се разбира дека можел. Не постоеле никакви пророштва до тогаш дадени, кои што одредувале време за првото Христово доаѓање. Кога е дадено прв пат во историјата на Божиот народ пророштво кое што одредува време за Христовото доаѓање? Значи, ако го читаме Исаија 7 глава, ќе видиме дека тоа можело да се случи во времето на Асирија, во времето на царот Ахаз, во времето на Исаија. Бидејќи таков е контекстот на целата 7 глава и на целата 8 глава од Исаија. Но тоа тогаш не се случило. Дори до времето на пророкот Данијел, и тоа дури во 9 глава, значи после Вавилонското царство, во времето на Медо-Персија, Господ дава време за првото Христово доаѓање. Значи сите претходни шанси Израел ги прокоцкал, па и можноста уште пред тоа да се случи и спасението од купувањето на светот, Христовото доаѓање на земјата. И сега во услови на робство, во услови на многу потешка ситуација за Израел, Господ повеќе не го одложува своето доаѓање и тој во времето на пророкот Данијел дава прецизна информација кога ќе дојде во крилото на својот народ. Преку познатото пророштво за 70 седмици. Малку по-подробно ќе се занимаваме со тоа пророштво, ако даде Господ живот и здравие, понатаму во иднина, значи конкретно со Данијел, со 70 седмици. Но сега во времето на Осија, кое што е приближно исто со времето на Исаија, ќе се подсетиме на едно многу интересно пророштво кое што содржи време како елемент. Ќе отвориме во Осија 6 глава. Пророкот Осија и неговата книга се веднаш после Данијел, веднаш, значи на самиот почеток од така наречените мали пророци. Во 6 глава
Осија ги запишува следните зборови. Читам почнувајќи од првиот стих. Ке велат: ајде да се вратиме кај Господ. Ова се зборови, ако ја читате претходната глава, кои се упатени и се однесуваат само на Божиот народ. На Јуда и на царството Израел, значи на двете, јужното и северното царство. Ке велат: ајде да се вратиме кај Господ, зашто тој не рани и тој ќе не исцели. Тој не удри и ќе ни ги преврзе раните наши. Ако ги читате последните зборови од 5 глава, претходната глава, ќе видите дека Господ тука дава една опомена за својот народ. 14 стих од 5 глава вели: зашто јас сум како лав за Ефрем и како лавче за домот на Јуда. Јас ќе раскинам и ќе си заминам, ќе однесам и никој нема да ги спаси. За кого се однесува ова? За Јуда и за Израел. Ефрем е често пати синоним за Израел, северното царство, како најбројно племе од северните, од 10 племени. А Јуда е синоним за Јужното царство, иако тоа се состоело само од двете племења, Јуда и Бенјамин. Ке тргнам и ке се вратам во своето место додека тие не признаат дека се виновни. Значи, додека евреите не признаат дека се виновни, Господ овде вели дека ги остава. Тоа е пророштво. И додека не го побараат лицето мое. Може би во својата мака ќе ме побараат. Многу интересно. Господ не сака било кој од нас да го најде него во мака. Господ сака сите луѓе да се обратат кај него и тогаш кога е најдобро, кога се најдобри условите, кога е најдобра ситуацијата. Меѓутоа, фактот е дека повеќето луѓе, па и ние самите во некои периоди од нашиот живот, не се обраќаме кон Господа. Ја одбиваме неговата милост. Не веруваме на неговите зборови. И тоа што прави Господ? Тоа што ни праќа мака. Зошто? Бидејќи ако во Арно не се обративме, може би во својата мака ќе ме побараат. И сега тоа е одлика на нашата грешна природа, најчесто во мака, во неволја, да се сеќаваме на Господа. Да го бараме лицето Негово. Да се вратиме кај Господа. Меѓутоа, ова е едно колективно пророштво за целиот еврејски народ. Господ вели дека тој ќе биде како лав за нив. Тој ќе ги казни, тој ќе ги раскине, тој ќе замине и никој нема да има да ги спаси. Колку совршен опис за историјата на Израел после Христовата смрт. Дали имаше кој да ги спасува евреите од разните неволји што ги снаоѓаа во минативе 2000 години? Дали знаете дека денеска повеќето евреи се атеисти? После Холокаустот повеќето евреи се атеисти. Според нив, ако постоел Господ, немал да се случи Холокаустот. Штом се случил и немал кој да ги спасува од логорите или од сите тие неволји, тие дошло до заклучок дека не постои Господ. Меѓутоа, ним им било проречено овдека во книгата на Осија и на многу други места, дека тоа ќе биде нивната судбина во колку го отфрлат Господа. И сега, дали забележите во 15 стих, ќе тргнам и ќе се вратам во своето место, вели Господ. Каде отишол Господ после неговата смрт и воскресение? Отишол на своето место, во небесното светилиште. Додека тие не признаат дека се виновни. Многу интересно. Евреите треба да признаат дека се виновни. До сега дали признале дека се виновни? Не. Дали постои пророштво
дека треба да признаат дека се виновни. Постои и во Новиот Завет. Целата 11 глава од последните до Римјаните зборува на таа тема. И него побараат лицето мое. И сега, во овој контекст, зборовите од 6 глава, ајде да се вратиме кај Господ, ке велат, зашто тој не рани и тој ќе не исцели, не удри и ќе не ги преврзе раните наши. И сега, во вториот стих се споменува временски елемент. Кој е тој елемент? Ќе не оживее за 2 дена, а во третиот ден ќе не подигне и ние ќе живееме пред лицето Негово. Ова пророштво до ден денес представува една голема енигма. Зошто се споменати овие денови? Почнувајќи од раните црковни оци, христијаните го применувале ова пророштво на Христовата смрт и воскресение. Значи, сето тоа се случило во рамките на тие 3 дена. Распетието во петок, 2 дена подоцна воскресението, што било и третиот ден. Практично, според еврејското сметање. Меѓутоа, искуството што се случило со Христовата смрт и воскресение, значи ако ги земеме деновите буквално како денови, било искуство само на оние што верувале во Христа. А кои биле тие? Само неговите ученици. Со Христовата смрт, кој бил ранет и погоден и натажен? Само неговите ученици. За кого било тоа трагедија? Само за неговите ученици. И затоа неговото воскресение било радост само за неговите ученици. Се разбери пошироко сите тие и жените, сите тие што верувале во Христа. Значи, само тие биле погодени и само тие и се радувале. Овие зборови може да се применат на Христовото воскресение и деновите, 3 дена да ги земеме буквално. Меѓутоа, како што прочитавме, контекстот се однесува за целиот израелски народ. И кога ќе се случи тоа со целиот израелски народ? Тоа може да се случи ако од 3 дена ги земеме во значење 1 ден и 1000 години. По 2000 години. По 2000 години. Третиот ден. Третиот период од 1000 години. Евреите треба да признаат дека се виновни, да го прифатат Христа. Да го признаат Христа. И да го побараат лицето Негово. Непосредно пред второто Христово доаѓање и крајот на овој свет. Многу убаво. Дали во Библијата, во библиските пророштва, пророчките времења, таму каде што се споменати денови, например, можеме да ги толкуваме во само 2 случаја, или буквални денови, или периодот 1000 години. Постои некоја трета опција, денот да значи некој друг временски период. Значи, 1 ден може да значи 1 ден, буквално. До сега видовме може да значи 1000 години. И што друго може да значи? 1 ден, 1 година. Во Библијата, во Стариот Завет, постојат и вакви примери, значи паралели помеѓу 1 пророчки ден и 1 буквална година. Вам ви се најпознати, се разбират 2 стиха во Броеви и во книгата на пророкот Езекијел, иако постојат и повеќе, и нив ќе ги споменеме, постојат и други библиски стихови во Стариот Завет, кои што ја прават оваа паралела, но да ги прочитаме овие кои што се најпознати. Значи, на почеток, 4 книга Мојсеева или Броеви, 14 глава, 34 стих. Да. 4 книга Мојсеева или Броеви,
14 глава, 34 стих. Претходно Господ им вели на израелците во врска со казната што им ја дава. Значи, она генерација на израелци што излегла од Египет, според казната, за неверство, за непослушност кон Божијето Слово и дури за обид за каменување на неговите слуги, двајцата верни извидници, Халев и Исус Навин, дека вашите трупови ќе паднат во оваа пустина. Значи, таа генерација ќе изумре во пустината, а синовите ваши, тие што се родија во пустината, тие па ќе скитаат по пустината 40 години и ќе страдаат носејќи го вашиот грев, се додека не загинат телата ваши во пустината. 34 стих. Според бројот на 40 дена во кои ја разгледувавте земјата, значи, извидниците предходно, ако читаме, за 40 дена ја извидувале ветената земја, според бројот на 40 дена во кои ја разгледувавте земјата, вие ќе страдате за гревовите ваши 40 години. Година за ден. Па да разберете што значи да биете напуштени од мене. Много интересно. На многу места во Библијата Господ го опоменува својот народ со нешто што е најстрашно, а тоа е тој самиот да ве напушти. Тој самиот да ве остави. Не за секогаш, макар за некое време. Но дали би сакале да биете напуштени? Макар и за еден ден. Година за ден. Тука забележувате дека прво се споменате 40 години, синовите израелци ќе скитат по пустината 40 години, а потоа тие 40 години се споредени со 40 дена, периодот за кој што ја извидува пустината. Овде не се работи за некое символично пророќство, туку буквално се споменуваат 40 години. Но се споредуваат со 40 дена. Вториот познат текст во врска со оваа паралела се наоѓа во книгата на пророкот Езекиел или Езекил, како што се вели традиционално на македонски. 4 глава, 6 стих. Целата оваа глава представува едно интересно пророќство, кој што тука во ревидираниот наслов носи наслов, во ревидираниот превод носи наслов предскажување опсада на Јерусалим. За да го прочитаме контекстот, ќе почнеме да читаме од првиот стих. А ти сине човечки, значи Езекиел 4 глава, почнуваме да читаме од првиот стих. А ти сине човечки, земи една тула и стави ја пред себе и нацртај го на неа Ерусалим. И постави опсада околу него, направи тврдина кон него, направи и насипи околу него, постави логор против него и нареди наоколу спротив него машини за уривање ѕидови. Значи една макета. Пророкот требал да се направи една макета на Ерусалим и неговата опсада од страна на непријателски војски. Потоа земи железна плоча и постави како железен ѕид меѓу себе и градот, па сврти го лицето своје спроти градот. И тој ќе биде обседнат, обседнувај го ти. Значи, во таа макета, пророкот треба да ја земе улогата на непријател на Божиот народ, на Ерусалим, и тој треба да војува против него. Во таа играчка, значи. Израелците тоа треба да го гледаат. Кога ќе го гледаат што прави, поминувајќи покрај него, и ако прашуваат што е ова, зошто си играш вакво нешто, и тоа ќе биде згодна прилика он да им ја кажа пораката Господова. Значи, кое е словото сега што се однесува на синовите израелски. И тоа ќе биде знак за домот Израелов.
Ти пак легни на својата лева страна и стави го врз неја беззаконието на домот Израелов, според бројот на деновите 150 во кои ќе лежиш врз неја, толку ќе го носиш беззаконието нивно. И јас ти ги определив годините на беззаконието нивно според бројот на деновите. Забележете. 390 денови ќе го носиш беззаконието на домот Израелов. Тогаш што е со тие претходно споменати 150? Ова е едно многу интересно пророќство, на кое што ќе му посветиме посебно внимание во иднина. Не знам точно која сабота, затоа велам во иднина. И сега 6 стих. И кога ќе ги исполниш, повторно легни, но сега на својата десна страна, и 40 денови носи го беззаконието на домот Јудин, ден за година ти определив. Овој 6 стих е оно што ви е најпознат во врска со ова пророчка паралела, ден за година, како и во оно што го прочитавме во 4 книга Мојсеева или во Броеви. Но дали се ова единствените текстови што повлекуваат паралела помеѓу еден буквален ден и една буквална година? Или постојат и други? Се разбира дека постојат и други, и тоа многу поинтересни текстови од овие. Никој од овие текстови не сака да каже, и ова сакам да се запамети, ниту еден од библиските текстови каде што се толкува време или се прави паралела помеѓу различни периоди на време, дека секој пророќство во Библијата или секој пророчко време треба да се толкува според вакви формули. Не мора да значи. Ако имате пророќство каде што се споменува време, тогаш тоа време може да биде буквално, но може, например, еден ден, значи еден ден во тие пророќства, но може пророќството да се исполни и според поинаква формула. Еден ден да значи една година, или еден ден да значи 1000 години. Например, што верувате вие во врска со периодот од 1000 години споменат во Откровението, така наречениот милениум на латински? Дали се тоа буквално 1000 години? Или 360.000 години? Или 360 милиони години? Значи, постојат пророчки времења, кои што се буквални. Видовме пророќството на Осија, може да се толкува буквално, ако се однесува само на Христовата смрт и воскресение. Но може да се толкува и символички, ако се однесува на израелскиот народ во глобала и неговата судбина во последните 2000 години. Малку повеќе на оваа тема ќе продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. А сега, за сега, прекинуваме на ова место.